Денес во Собранието предложивме предлог измени во Законот за одбрана. Да се даде правна рамка за армијата на Република Македонија да не може да учествува во операции и во мисии надвор од територијата на Република Македонија, освен во оние одобрени од Советот за безбедност на Обединетите нации. Собранието како носител на суверенитетот мора да даде предвидлива безбедносна рамка за заштита на сите државни позиции, за безбедноста на граѓаните и припадниците на армијата на Република Македонија. Во услови кога имаме непредвидлива влада, кога најголемиот дел од земјите од континентот и од светот велат дека нема да бидат вовлечени во конфликти надвор од своите територии, ние имаме нејасни позиции на Мицковски, Муцунски и Гордана Силјановска. Собранието е институција која е подолготрајна и поважна од нивните времени мандати. Затоа во овие нејасни времиња мораме да дадеме јасни и прецизни рамки за действување на нашето општество. Покрај државничките политики, кои се потребни сега, тие беа потребни пред месец дена, кога предлагавме укинување на регулаторната комисија за енергетика. Тоа не беше прифатено и откако почна агресијата над Иран, во март тие го сменија правилникот за профитирање од нафтените шокови. Картелското здружување, кое се случува за да се профитира врз маката на народот на Република Македонија, се случува во потполно отсуство на државен одговор од нашите власти. Затоа ни е потребно повеќе од било кога да се обединиме во политички притисок над овие луѓе кои не впуштаат во нејасни и небезбедни насоки. Во понеделник ќе предложиме уште еден предлог закон кој се однесува на стандардот на животот на граѓаните. Ние се надеваме дека овие закони ќе бидат разгледани низ собраниските комисии и дека ќе бидат крајно прифатени. Затоа што Собранието мора да излезе од краткогледоста на владата која владее во овој момент.